Го имаме во студиото на Еврофорија во македонската телевизија Ристе Влахов, еден од организацијскиот дел на овој турнир кој минатата сезона не се одржи заради COVID-19 пандемијата, па како течат подготовките и какви се правишните планови и амбиции? Најнапред да се заблагодарам за ова присуство во вашата емисија во име на секако организацијата на меморијалниот турнир Сокол, кој што за разлика од минатата година, оваа година ќе се одржи, значи по пауза од една година, по 18 пат ќе се одржи овој турнир. Турнир кој што впрочем е започнат во знак на почит на Оливер Соколов Сокол, еден од основачите и водачите на највачката група Комити, кој што трагично во сообраќајна несреќа загина на 18 август 1994 година. И од тој момент до ден денес традиционално жителите на општина Карпош и на тој дел од Скопје, кој што впрочем го одбележува Оливер Соколов Сокол со организација на овој меморијален турнир кој што се одржува секоја година. Реков, минатата година не се одржа турнирот од добро познати причини, но оваа година повторно со покровителство секако на општината Карпош, и морам веднаш да кажам дека од име на организаторот и воопшто од име на сите жители и сите спортисти кои што учествуваат на овој турнир, да се заблагодариме на општината Карпош и на градоначалникот Стефан Богоев, па и со сите советници од општината за несебичната подршка која што ја дават и заложба за обновувањето на овој турнир, кој што е символ на општината Карпош, како и негово понатамошно организирање кое што го имаме секоја година. Инаку, веднаш да кажеме дека оваа година е планирано да имаме еден навистина квалитетен турнир, како што било и до сега, со тоа што турнирот оваа година ќе го започнеме на 1 септември и ќе трае до 26 септември, до крајот на месец септември. И веднаш да кажеме дека планирано е еден интересен ревијален надпревар на почетокот на отварањето на турнирот, во кој што треба да учествува македонската футсал репрезентација, и ќе имаме еден противник кој што нема да го откриваме сега, а тоа е една од футсал репрезентациите од поранешните простори. Ова е само една така блиц најава дека турнирот ќе се одржи и дека ќе биде нешто што љубителите на фудбалот и на футсалот се навикнати да го гледаат по Карпош на игралиштето Сокол, кое што од пред неколку години беше реновирано и повторно и оваа година ќе добие дополнително, би рекол, подобрување на условите за следење на надпреварите. Добро, важна е и медиумската поддршка во престрет на одржувањето на овој турнир за да добие на масовност. Се надеваме COVID-19 пандемијата ќе дозволи нешто такво да се случи. Да, така е. Значи за се поголема масовност во смисла на следење на надпреварите, затоа што изминативе години навистина голем број на посетители беа присутни. Значи минатата година немаше турнир, но претходно на 17-тото издание имаше над 480 учесници, поделени во 48 екипи, и беа постигнати 715 голови на целиот турнир. Беа присутни и профилира некаде околу 35.000 гледачи во тој цел месец, така да навистина е многу важно да сето тоа биде пренесено и до целокупната македонска јавност, а тука е секако и јавниот сервис, кој што и оваа година е договорено да го презентира на јавноста отварањето на турнирот, како и оние финални надпревари кои што ќе бидат одржани. Јас воедно да се заблагодарам до Македонската радиотелевизија за секако поддршката која што ја дава на турнирот Сокол и останатите медиумски покровители кои што даваат несебична поддршка за презентирањето на сето она што впрочем се случува во тој месец кога се одржува турнирот Сокол. Од кога започнува официјалното пријавување, како може да се стигне до место да се пријави екипата на Сокол? Да, официјалното пријавување на екипите традиционално почнува од 1 август и ќе трае до 28 август. Изликувањето на групите ќе се врши јавно и тоа на 30 август, додека пак турнирот самиот ќе почне на 1 септември со почеток во 20 часот, така да сите оние кои што ќе бидат пријавени екипи, на котизацијата за учество на турнирот е традиционално по 6.000 денари, така да сите љубители на фудбалот ќе можат да и оние кои што сакаат да учествуваат ќе може да се пријават и да учествуваат. Наградниот фонд и оваа година ќе биде навистина одличен, некаде околу над 800.000 денари, ќе има индивидуални и екипни награди кои што секогаш се доделуваат на турнирот Сокол. Посакувам успех и многу среќа до првиот ден на овогодинешното издание на Сокол. Благодариме. Добро.